Една година речи си една година сте министар за одбрана. Многу предизвици во текот на изминатата година претпоставувам имаше, бидејќи требаше да се имплементираат НАТО стандарди. Требаше да се реагира соодветно на воениот конфликт Русија-Украина. Имавме некои ситуации на Балканот. За цивил медија ја имаме министерката за одбрана Славјанка Петровска. Добре дојдовте. Ви благодарам и вам за гостопримството. Би почнала, значи, со буџетот, бидејќи тоа е последното нешто кое што се изгласа. Оваа година е зголемен за 24%. Сметате ли дека е доволен овој буџет за понатамошниот развој на Министерството за одбрана на армијата и имплементирање на сите оние потребни стандарди кои што треба да се направат во иднина согласно НАТО? Така, буџетот е најважната алатка на секое министерство, вклучително и на владата, во кое што се рефлектира практично политиките и што се нашите планови за наредната година. Особено е важно во континуитет тие да продолжат во Министерството за одбрана, односно плановите кои се однапред донесени и добро испланирани за развој на одбранбените капацитети и способности на армијата да продолжат да се имплементираат. Буџетот за наредната година, кој веќе е изгласан и им благодариме на претениците за нивната поддршка, апсолутно е во доволен износ, всевкупнен износ, со кој што може да се покријат тековните процеси и проекти кои се префрлаат и за наредната година, а се разбира да се започнат и новите проекти кои се планирани согласно сите оние планови. Во реални бројки, буџетот на Министерството за одбрана ќе изнесува 274 милиони евра, што е поприлично голема сума, би рекла, и еден од најголемите буџети на поединечни министерства. Се разбира, има начини на кои што тој ќе се троши, односно еден дел ќе бидат наменети за плати и разни видови на надоместоци, кои се и за вработените во министерството, меѓутоа и за припадниците на армијата. Особено е важно што имаме доволно финансиски средства обезбедени за имплементација на последните измени на Законот за служба во армијата, каде што не би рекла дека има бројни привилегии, туку едноставно станува збор за драстично подобрување на условите за работа и подигање на стандардот на припадниците на армијата. Се разбира, над 30% за следната година се планирани и за модернизација и опремување и за реновирање на објектите на армијата. Дали во рамките, бидејќи изминатиот период многу актуелни стана хибридните напади, дали во рамки на буџетот се планирани никакви средства за проекти, значи кои се надлежностите на Министерството за одбрана? Хибридните напади, хибридните закани и сајбер заканите генерално се современото оружје, за жал, со кое што се војува, и тоа е нешто од кое што жртвите можеби не се гледаат, односно ги нема физички жртви, но сепак настанува пореметување на севкупниот систем. И Република Северна Македонија изминатиот период е предмет на таков тип на хибридни закани, кои сега не предизвикуваат пореметување во совкупното работење, но и како влијаат на психолошки на граѓаните и на што сме сведоци. Министерството за одбрана има еден сегмент од сајбер безбедноста, тоа е сајбер одбраната, и апсолутно сме целосно посветени на зајакнување на сопствените капацитети и се разбира допринесување севкупно во сајбер безбедноста. Во буџетот се одвоени доволно финансиски средства кои ќе бидат заменети на континуирано зајакнување на капацитетите и софтверските алатки и системите кои ги имаме, меѓутоа инвестирање во човечките ресурси, затоа што важен сегмент на секој проект кој се спроведува покрај купувањето на опрема е и зајакнувањето на човечките ресурси. Во оваа насока ќе дозволите да го споменам и исклучително важен проект за нас, а тоа е партнерството со Соединетите Американски држави, каде што заедно со нивна поддршка и помош ги развиваме нашите сопствени капацитети, ги зајакнуваме и се разбира со тоа ја зајакнуваме и сајбер одбраната. Уште едно дополнително прашање, нова, бидејќи за време на ковидот припадниците на АРМА беа навистина присутни и пред болниците и секаде каде што беше потребно. Изминатиот викенд имаше полициски контроли во трговските центри, но сега бидејќи се ближат празници, дали некаква таква активност е планирана
армијата да помогне на полицијата за дополнителни проверки и слични? За сега армијата единствено е ангажирана согласно одлука на претседателот на државата, бидејќи за нејзин ангажман е потребна одлука од претседателот, единствено на јужната граница, и таму и асистираме на полицијата во справувањето со мигрантската криза. Во однос на други активности кои полицијата редовно ги превзема, до сега не е побарана поддршка од нас, но и верувам дека во овој момент барем капацитетите на полицијата се доволни за да може да ги извршуваат своите секојдневни задачи. Она што изминатиот период заселените контроли во трговските центри или пофреквентните места, станува збор за дел од нивните планови за секојдневно работење. Спомнав и предходно, значи веќе втора година сме членка на НАТО, значи тоа беше еден од најзначајните моменти за Република Северна Македонија. Вие во текот на изминатата година со кои предизвици и кои беа придобивките кои што земјата ги имаше од членството во НАТО? Придобивките се многу јасни, ќе кажам, заради тоа што Република Северна Македонија изминатиот период покажа дека во 2018 година и 2020 година со нашето зачленување во Алијансата е донесена, би рекла, најдобрата политичка одлука во поновата македонска историја, заради тоа што станавме дел од колективниот систем на безбедност. Се разбира дека зачленувањето во НАТО Алијансата не значат само придобивки, значи и придонес од наша страна, и апсолутно Република Северна Македонија ги исполнува сите компоненти на активен придонес и преку учеството во мисиите, и преку финансиска поддршка, меѓутоа се разбира и преку сопствен развој на сопствените национални капацитети. Ако се види сето она што изминатиот период се случуваше во Република Северна Македонија во делот на одбраната, тогаш ќе ја добиеме потврдата за нашето успешно членство, би рекла, во Алијансата. Со два примера конкретни, тоа е НАТО оценувањето на нашата лесна пешадиска бригада, која што всушност е и наша НАТО декларирана единица, и вториот момент за кој што јавноста имаше можност да го види е големата вежба која што се одржуваше овдека во Криволак, каде што учествува над 4600 војници од 8 различни војски од земји членки на НАТО Алијансата. Нашата армија, се разбира, беше домаќин. Учествувавме во навистина комплексна вежба, каде што припадниците на армијата имаа можност да ги покажат на дело своите капацитети и своите способности и да докажат дека секоја инвестиција во нив е оправдана и со голема доверба. И би ве замолила, значи, за крај на ова кратко интервју, една порака до граѓаните, како Министерство за одбрана и како вие министер за одбрана, и што им посакувате и што предвидувате за следната година? Во новата година им посакувам пред се многу здравје и да не заборават дека хармонијата и радоста се главните двигатели, а се разбира и во новата година исто така да бидат горди на армијата и одбраната, затоа што тие се секогаш тука за нив да направат да се чувствуваат безбедни и сигурни.